Како Македонија планира да управува со водите? Како ќе се штитиме од поплави, но и како се гради капиталниот проект за пречистување на отпадните води во Скопје? Вода е еден од најважните ресурси на денешницата. Денес ве водиме на Градежниот факултет во Скопје, каде се одржа настанот Денови на Вардар 2025. Ова е платформа која за прв пат во ваков обем ги обединува академијата, приватниот сектор, меѓународните донатори и идните инженери. Во фокусот е сливот на реката Вардар, крвотокот на нашата држава. Настанот е дел од програмата за унапредување, користење и заштита на подземните води, поддржана од владата на Швајцарија. Да започнеме со домакинот. Градежниот факултет веќе 7 децении го создава инженерскиот кадар во земјава. Деканот, професор доктор Јосиф Јосифовски, го отвори настанот, истакнувајќи ја потребата од поврзување на теоријата со праксата, особено во време на климатски промени. Денеска сме собрани тука, на Градежниот факултет во Скопје, за да дискутираме на тема од огромно значење, која се однесува на управувањето на водените ресурси, нивната заштита и развојот на одржлива и безбедна инфраструктура и животна средина. Градежниот факултет во Скопје веќе 76 години создава инженерски кадри кои го движат напредокот на нашата земја. Денеска повеќе од било кога сме соочени со се посложени инженерски предизвици. И токму затоа потребна ни е уште поинтензивна соработка и секторско поврзување помеѓу академијата, институциите и индустријата. Вардар Days 2025 е токму таква иницијатива. Платформа која ни овозможува соработка во реализација на стратегиски проекти за управување со водите, за анализа на ризиците, регионално планирање и адаптација кон климатските промени. Во рамките на оваа платформа, посебно сакам да ја истакнам поддршката која Градежниот факултет од Скопје ја добива од програмата за унапредување, искористување и заштита на подземните води, финансирана од владата на Швајцарија. Ова партнерство ни овозможува да ја модернизираме и унапредиме наставата, да ги осовремениме лабораториските и теренските практики и да изградиме силен инженерски кадар од областа на хидротехниката, подготвен да одговори на сите предизвици. Почитувани гости, во рамките на платформата Вардар Days 2025 се реализира уште една значајна активност во насока на поврзување на академијата и индустријата преку организирање на саемот за кариера на Градежниот факултет Скопје. Овој саем представува мост помеѓу студентите и компаниите, помеѓу теоријата и практиката, помеѓу академијата и реалниот инженерски сектор. Тука компаниите ќе имаат можност да се презентираат со своите проекти, да препознаат таленти и пронајдат своји идни соработници, како и да воспостават нови партнерства. Убаво, но не е секаде така. Нашите води се загрозени од нерационално користење, загадување и од климатските промени. За 20 години, една од 5 земји во светот ќе има проблеми со пристап до вода. Не би сакале да сме на тој список, нели? Мора сите да работиме заедно на одговорно и одржливо управување, користење и заштита на овој бесценет ресурс. Во спротивно ќе биде загрозена благосостојбата на луѓето, но и опстанокот на животните, растенијата и биодиверзитетот во нашата земја.
Во 2024 година започна со имплементација програмата за користење, управување и заштита на води. Оваа програма е поддржана од швајцарската влада, а се имплементира во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Управата за хидрометеоролошки работи. Нејзината главна цел е да се трансформира начинот на кој се управува со површинските и подземните води во државата. 77% од водата што ја користиме за пиење во земјава се обезбедува од подземни води. Овие водни ресурси имаат огромно значење и за наводнување, одржување на водостојот на реките и за целокупниот екосистем, но подземните води не се неограничен ресурс. Доколку се загадат или исцрпат, потребни се децении или дури и векови за да се обноват. Ова е Вруток, изворот на нашата најголема река Вардар. Тука подземните води стануваат површински, а Вардар го почнува своето 388 километри долго патување до вливот во Егејското море. Сливот на реката Вардар опфаќа околу 80% од вкупните водни тела во Северна Македонија. Тоа го прави клучен воден ресурс во 68 од вкупно 80 општини во државата. Еден од трите клучни резултати на програмата за води е поквалитетно планирање и управување со водите од сливот на реката Вардар. Како ќе се постигне тоа? До крајот на 2027 година ќе се изработи првиот официјален и сеопфатен план за управување со сливот на реката Вардар. Станува збор за исклучително важен документ кој ќе дефинира како да се заштитат и одржливо да се користат површинските и подземните води од најзначајниот воден ресурс во државата. Овој план не е само технички документ, туку стратегија за подобар живот, почиста животна средина и поефикасна борба против климатските промени. Ако сакаме да управуваме со водите според современите стандарди, потребни ни се знаења, вештини и опрема. За управување и заштита на нашите води се грижат повеќе институции. Програмата за води, преку повеќе активности, придонесува вработените во овие институции да стекнат напредни знаења и вештини и да имаат пристап до современа опрема. Водава е закон. Кога веќе зборуваме за закони, третиот клучен резултат на програмата за води е подобрување на законската регулатива, со цел да се овозможи интегрирано управување со водите. Се работи на создавање соодветни политики, стратегии и закони, чија крајна цел е одржливо и долгорочно управување, користење и заштита на водните ресурси. Ова вклучува и усогласување на националното законодавство со директивите на Европската унија. Ако работиме сите заедно и сплотено, програмата за управување, користење и заштита на води ќе придонесе да постигнеме 5 главни цели. Зголемени вештини за управување со водните ресурси, квалитетна законска рамка за интегрирано управување со водите, подобро планирање и управување со водите во сливот на реката Вардар, здрав екосистем и поквалитетно управување со водите и подигнување на јавната свест и вклученост на граѓаните. Водата е скапоцен и ограничен ресурс. Од тоа како ја трошиме денес, зависи колку ќе ја имаме во иднина. Зошто токму Вардар? Честопати го земаме здраво за готово фактот дека имаме вода, но статистиките се загрижувачки. Подземните води не се неограничен ресурс. Слушнете ги клучните факти за сливот на Вардар и новиот план за управување кој треба да биде готов до 2027 година. Basically, the philosophy changed completely. If the fish are happy, then the water manager is happy. That's what's on this picture. So all we have to do is make the ecosystem healthy, and then the fish will be happy, and the frogs will be happy, and
all the other creatures, and that's when we have achieved our goal. What the Water Framework Directive has introduced, first of all, is the river basin approach. So in the past, when some of you students were still children or not even born yet, the water administration was very much divided into the administrative regions. So it did not recognize, the water does not recognize administrative boundaries. And fish don't understand when they're moving from one region to another. So this was overcome by the Water Framework Directive, which has introduced a river basin approach. And second thing, which is absolutely revolutionary back then in year 2000, was the ecosystem-centered approach. This is the holy grail of the Water Framework Directive. We have to know how much fish we have, what kind of fish, what kind of invertebrates, plants which grow on the bottom, animals that live in the sediment. So all that we have to understand before we can even try to classify the status of our water. And you may imagine that takes a lot of scientific exploration. Now we are supporting the Hydrometeorological Service in the rollout of the new monitoring program, new monitoring strategy, and you will see a video about that. And the next big thing, next step, will be the announcement of the interim report on significant water management issues, which I will address in a moment. Yeah, so we kind of use the abbreviation SWMI. The main purpose of this document, which is defined in Article 14 of the Water Framework Directive, is basically to inform about the issues, the general public, and collect feedback. There are no really other hidden objectives. So we are trying to develop a document which is going to summarize the main issues as we see them, as the ministry sees them, the Ministry of Environment, and then collect feedback from the public, including all of you, all the institutions you represent, NGOs, academia, anyone who wants to comment or add some thoughts is more than welcome. What issues are going to be described? This is an early draft, I would say, table of contents, and you can see pollution from urban wastewater, pollution from agriculture, industrial activities, hazardous substances, groundwater quality, hydromorphology, abstraction, flood risks, droughts, protected areas, monitoring, gaps, and financing. So these are the main issues which we have focused on. But of course, the public consultation is a process where we can adjust, and this is, again, highlighting it's a draft, so there might be some changes in this list. What is your role in the process? There are 6 months of public consultations on the schedule, which I marked in gray because it's over. Train is gone, left the station. But you have a big chance to participate in the significant water management issues public consultations, and then we will have in 2027 the Vardar River Basin Management Plan draft version, which will be undergoing public consultations and strategic environmental impact assessment. So you are part of the process whether you like it or not. If you stay silent, it's still a vote, it's still a voice, only a silent one. And you can share your point of view, which we strongly encourage. Any concerns, ideas, indicate anything we have missed. If the youth, I would say, cream of the intellectual power of the country stays silent, then who is going to speak? That's why I hope the community of students will get engaged in this. Klimatskите pромени носат екстреми, од суши до поплави. Татјана Тодоровска од проектот финансиран од Европската Унија за спроведување на директивата за поплави предупреди дека ризикот веќе не е теоретски. Таа објасни како се мапираат критичните зони и зошто е итно потребно подобра координација помеѓу институциите. Крајната цел е да подобриме состојбата во системот на управување со
поплавите, заштита на луѓе, заштита на имоти од негативните последици на поплавите. Имаме 7 активности. Првата активност не е правна рамка. Моментално изработивме табла на неусогласеност. Table of Non-Concordance покажува дека усогласеноста моментална на директивата за поплави со нашето законодавство е 12%, значи поприлично работа не очекува. Веќе почнаме да работиме на амандманите и во координација сме и со проектот Groundwater, бидејќи исто така имаат компонента на законски измени и решенија, за да во еден наврат се направат измени во Законот за води, како што е договорено со Министерство за животно, меѓутоа и на други закони и подзаконски акти. Мислам дека од интерес е да ви напоменам, може би не сте информирани, под оваа активност треба да изработиме и Directive Specific Implementation Plan или план за управување на директивата за поплави во смисла на треба да изработиме каталог на мерки, подоцна ќе ви биде појасно кога ќе ги представам плановите за управување со ризици, и државата треба да има позиција да изгради позиција во однос на финансиските потреби за имплементација на директивата за поплави. Како држава ќе имаме право да имаме побарување од Европската Унија за одреден ден од фондовите, меѓутоа ќе мораме исто да предложиме мерки како ние ќе допринесеме со свој contribution национален. Втората компонента е изработка на институционален план за институционално јакнење. Сме го имале на сите проекти на кои што сум била проект директор и секојаш имаме некакви подобрувања, меѓутоа работејќи на овој проект се уште гледаме дека немаме секторска координација, дека се уште треба да работиме. Во тек се и активности од страна на владата, например за спојување на ЦУК и дирекција, во тек сме и со тие настани, бидејќи од сите состаноци на кои што сум била, за поплавите се сите одговорни пред, али после никој не е одговорен, така да навистина треба да направиме доста за да воспоставиме модерен и одржлив систем за управување со поплавите кај нас. Еден од најголемите проблеми во Македонија се старите водоводни мрежи и несоодветните цени на услугите. Ѓорги Христов од проектот за реформи во водниот сектор зборуваше за парадоксот на нашиот систем. Зошто загадувачот не плаќа, а тој што пречистува добива повисоки сметки? Секторски предизвици во однос на водните услуги има многу. Овде се напишани 3 главни предизвици. Овие предизвици на кои што проектот ќе се обиде да ги надмине во следниот период, а тоа се територијалната расцепканост на услугите во водниот сектор, во водоснабдителниот сектор, јас би рекол, кој не е одржлив на подолг рок. Тоа се покажа во изминативе 30 и повеќе години откако сме независна држава, дека за жал секторот не може да се носи со предизвиците на новото време и не успева да обезбеди само одржливост. Како пример за ова ќе наведам, додека бевме, вие сте млади, не се сеќавате, во поранешната држава, во Југославија, 100% од инвестициите во овој сектор беа финансирани од домашни извори, мислам од тогашната држава. За жал, после 90-та година ние тешко и ги одржуваме тие системи без поддршка од надворешни финансиски институции. Тоа е жално и затоа се покажува дека многу сектори кај нас во државата се реформира, овој сектор се уште остана најмалку реформиран и се доведува во прашање обезбедување на квалитетните услуги во иднина. Потоа недостаток на технички капацитети, слаба финансиска состојба, високи загуби на вода, застарена инфраструктура и јас би додал и застарена работна сила. За жал, во комуналните јавни предпријатија, едно истражување неодамна направено, покажа дека вработени под 30 години во сите јавни комунални предпријатија на ниво на држава е под 1%, а над 55 години вработените во овие предпријатија се над 40%. Многу мина ќе кажат водата е дар од Бога, а затоа не треба да ни наплаќате,
Да, меѓутоа он заборавил да ги стави цевките, така да треба да се платат и двете услуги водоснабдување и одведување на урбани отпадни води. Исто така многу важен принцип е загадувачот плаќа. Тоа што значи? Тоа значи ако ги загадувате водите, треба да платите за несоодветното, заради тоа што ги загадувате водите или несоодветен третман на испусните води. Меѓутоа, видите една трагедија и парадокс, ќе ви кажам. Кај нас во оние општини кои што имаат пречистителни станици за отпадни води, граѓаните во нивните месечни сметки добиваат износ кој што треба да го платат поради тоа што пречистителната станица за отпадни води има свој трошок. Така? И тие граѓани што живеат во општини каде што има пречистителна станица добиваат поголеми сметки за водните услуги. Оние граѓани кои што живеат во општина каде што нема пречистителна станица, тие го немаат тој трошок. И сега е обратно, овие што пречистуваат, значи не загадуваат, плаќаат. А принципот вика загадувачот треба да плаќа. Ме разбирате? Како и да, ние ќе се обидеме да ги надминеме овие проблеми на тој начин што првиот резултат се фокусира на обезбедување на водни услуги кои ќе бидат од страна на општините, меѓутоа не секоја општина да има свое едно општинско предпријатие, туку да се направи една регионализација на предпријатијата. Вториот резултат кој што се очекуваме да го постигнеме е да го подобриме методологијата за одредување на тарифите на овие водни услуги и третиот резултат е јасно да се оние општини ако се направат регионалните предпријатија да добијат поддршка во функционирањето на тие регионални предпријатија, да станат наместо е просто кажано загубари, да станат едни профитни предпријатија кои што ќе бидат и атрактивни за вработување на младите стручни кадри понатаму во иднината. За почеток 3 пилоти се одбрани за да се пилотира ова регионализација. Тоа се Прилеп и околните населени места околу Прилеп, Кривогаштани, Долнини, Крушево и Демирхисар, Битола со Новаци и Могила и Куманово со Старо Нагоричани и Липково. Па за 1-2 години ќе ги споделиме резултатите, ќе видиме каков е интересот, каква е можноста, каква е политичката волја за да ова се реализира. Скопје долго го носеше епитетот на еден од ретките градови во Европа, без пречистителна станица за отпадни води. Тоа конечно се менува. Бојан Пеливано од компанијата WTA, која ја гради пречистителната станица, со гордост истакна дека Скопје ќе добие постројка, која е технолошки понапредна дури од многу европски метрополи. Зошто е битен проектот Скопје за заштита на водите? Проектот Скопје моментално има капацитет за пречистување на 625.000 жители со капацитет од околу 132.000 метри кубни на ден. Моментално Македонија има еден лош епитет, затоа што главниот град е еден од последните градови во Европа што нема никаков третман на отпадните води. Ние со овој проект ќе го отстраниме тој епитет и не само тоа, него со оваа пречистителна станица Македонија и Скопје станува пример за третман на отпадните води. Зошто сме пример? Затоа што во Македонија веќе гледате од прилика одредени слики како се гради градилиште, како се гради. Имаме 2 пумпни станици, примарен третман, секундарен третман, отпуст. И тоа што е посебно што затоа што моментално се заштитува водата. Со тоа се заштитуваат и подземните води, бидејќи знаеме дека има конекција меѓу реката Вардар и подземните води во тоа подрачје. Самото тоа што се пречистува водата се заштитува екосистемот за целиот Вардарски регион. Додатно е нешто што во моментот од кога ќе се отстрани милтот од падната вода не се носи на земјоделските површини, како што тоа се правило стотици години и во Европа, него сега во Европа има нов тренд, затоа што од милта не сме веќе да се става во земјоделските површини, треба да се согорува, затоа што се откри во последните години дека милта е не потребна за земјоделските површини, затоа што има одредени материи што не се добри за човековото здравје. Така што моментално се градат инцинератори во Берлин и во Минхен и се гради во Скопје. Така што ова е еден пример каде што Скопје
развива исти стандарди како граѓаните што се во Берлин и во Минхен. Пред некој време гледав на телевизија некои ѓубриња како во Скопје требало да се чисти, како не е исчистено, како зборуваме за некои теми што се од минатиот век, но треба да бидеме горди што има проекти во нашата земја и во Скопје со кои што сме на исто рамниште со најразвиените европски земји. И овој проект е еден пример за тоа. Додатно е што знаеме, колегата од претходно кажа колку е тешко да се одржуваат пречистителните станици, дека тие се проблеми за предпријатијата. Скопската станица е првиот проект во регионот која што ќе произведува повеќе електрична енергија отколку што користи. Значи таков пример нема за пречистителна станица во цела југоисточна Европа. Нема во Белград, нема во Загреб, нема во Љубљана, нема во Тирана, нема во Софија, но ќе има во Скопје. И за тоа треба да бидеме горди, бидејќи во пречистителната станица ќе има 3 обновливи извори на енергија, ќе се користи струја од биогаз, ќе се користи струја од фотоволтаик и ќе се користи струја од паре од согорувањето на милта. Целиот тој процес прави да пречистителната станица има енергетска неутралност. Тоа што во Европската Унија ќе биде пример и стандард од 2040 година, со овој проект го исполнуваме веќе во Скопје. И на тоа треба да бидеме горди како овој проект се развива напред. За крај, се враќаме на науката. Професорката Виолета Гешовска представи иновативен проект поддржан од Министерството за образование, користење на изотопи за да се открие животната приказна на водата. Ова е прв пат во Македонија да се прави ваква детална анализа на потеклото и староста на подземните води. Проектот е анализа на природни изотопи на врнежи и површински и подземни води во трајање од 24 месеци. И идејата за апликацијата за овој проект е од тоа што во Македонија изотопите на некој начин се многу малку третирани, односно изотопната хидрологија е речиси непрепознаена како наука со која што може да се анализираат водните ресурси во целост. Главната цел на овој научно-истражувачки проект е со цел да се имплементира изотопната хидрологија и на почеток само познавајќи ја хидрологијата за некој што не е упатен што би значило изотопна хидрологија, тоа би значило дека преку анализа на содржината на природни изотопи, водород и кислород, во водата може на некој начин да се препознае животната приказна на водата, односно староста и потеклота на водата која што ја имаме во врнежите, подземните и површинските води. Од тука произлегуваат и главните цели, кои што се препознаени како воспоставување на една мрежа за мониторинг на изотопите, кои што во Македонија досега не постои. За волја на вистината и во Законот за води никаде не е нагласено дека мора да се следат изотопите во водата. И одовде ќе направиме напор да воспоставиме одредена мониторинг мрежа за зафаќање на количина на вода која што ќе се анализира со одредени изотопи. Во случајот во овој научно-истражувачки проект ќе бидат анализирани природните изотопи на водород и кислород. И втората цел е вклучување на нашата мониторинг мрежа од нашата земја во глобалната мрежа, каде што веќе 100 земји од светот се вклучени и вршат размена на информации од областа на изотопната хидрологија. И на крајот ќе направиме еден пилот проект со анализа на изотопи во вода преку земање на примероци од врнежи, површински и подземни води. Хипотезата која што ќе анализираме е да докажеме постојање на директна врска помеѓу врнежите и површинските води, во случајот и со подземните води. Од хипотези кои што ќе се анализираат се да се испита староста на подземните води, ќе влеземе со една хипотеза под предпоставка дека барем 50 години се стари подземните води, понатаму подземната вода на истражуваното подречје е директно поврзано со врнежите, и третата подхипотеза е достапната површинска вода е резултат на врнежите или е резултат на подземните води.
Денови на Вардар 2025 не е само настан, туку пресвртница. Од една страна, имаме огромни инфраструктурни зафати како пречистителната станица во Скопје и нови планови за заштита од поплави. Од друга страна, имаме наука која навлегува во молекуларната структура на водата за да го разбереме нејзиното потекло. Но можеби најважната порака ја испратија професорите и експертите до студентите. Технологијата се менува. Денес зборуваме за ГИС системи за сателитска детекција, за енергетски неутрални станици. На Македонија и се потребни нови, модерни инженери, кои ќе знаат да управуваат со овие системи. Водите на Вардар се наш заеднички ресурс, но и наша заедничка одговорност. Ако сакаме да имаме вода во иднина, мора да почнеме да ја штедиме и паметно да управуваме со неа денес.